Градиме мостови е проектот кој ги спои учениците од различна етничка припадност од Средното општинско училиште Никола Карев и Основното училиште Маршал Тито од Струмица. Повеќе од 3 месеци учениците од овие училишта интензивно соработуваат и на тој начин го градат мостот на довербата. Во проектот, кој има за цел да ја зголеми меѓуетничката интеракција, разбирање и интеграција во училиштата, беа вклучени 110 ученика од двете училишта. Тие аплицираа и добија грант, а активноста беше изработка на групна маска и учество на карневалската манифестација во Струмица. Јин и Јанг беше насловена нивната маска, која им ја донесе првата награда во категорија А групна маска со 50 и повеќе лица. 90 ученика од Техничкото средно училиште и 20 ученика од турска националност од училиштето Маршал Тито активно беа вклучени во целокупниот процес на реализација на маската. Интересно е ова година да споменеме дека во училицата, во самата маска и во изработката и во играта ќе бидат вклучени и ученици од Основното училиште Маршал Тито и тоа од турската националност. Што значи тоа? Тоа значи меѓуетничка интеграција на учениците. Соработката што имаме со Основното училиште Маршал Тито преку ова карневалска маска сакаме да ја предлобочиме. Воедно вклучени се во изработките на маските и ученици со посебни потреби и тие ученици ќе земат дел од самата маска. Пред почетокот на главната карневалска вечер во посета на училиштето Никола Карев беше неговата ексцеленција Вилем Воутер Пломп, амбасадор во амбасадата на Кралството Холандија. Фондот Градиме мостови, воспоставен во 2014 година, представува едноставен и лесен начин за пристап до фондови за повеќејазични или партнерски еднојазични училишта и градинки, како и за општини кои сакаат да имплементираат активности насочени кон унапредување на интеграцијата на децата и учениците со различни наставни јазици. Тоа е воспоставен преку заедничка заложба на Министерството за образование и наука, владата на Швајцарија и ОПСЕ мисијата во Скопје, а подоцна поддржан и од владата на Ирска. Во моментот амбасадата на Кралството Холандија, владите на Австрија и Соединетите Американски држави, како и ОПСЕ мисијата во Скопје активно придонесуваат кон фондот.